во меѓувреме пратеникот Скендер Джепи е присутен и на почетокот прочитав за председателот на Република Македонија, председателот на владата, членовите на владата на Република Македонија, предложениот кандидат на владата на Република Македонија. Точка 1.2. Предлог за именување на заменик на министерот кој раководи со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Врз основа на членот 83 од Деловникот на Собранието, дали има некој предлог за изменување и дополнување на предложените дневен ред? Ставам на гласање и да повикувам на гласање. Предгласувам како предлагач на две кадровски решенија кои се однесуваат на ресори здравството и земјоделието. Ова не е само прашање на персонален избор. Ова е дел од поголемата слика, реформската насока во која се движи владата и нашиот стремеж да го поставиме системот на нови здрави темели. Едно општество како здравството. Тоа е огледало на државата во организација, во достапност, во човечност. Долги години гледавме како тоа огледало пука поради неодговорност, корупција, партизација и негрижа. За нов министер за здравство. Доктор Алиев е доктор по информатички науки, професор, човек кој со години се занимава со управување со системи, податоци и дигитални решенија. По време кога некои држави со еден клик добиваат диагноза, ние се уште трчаме од шалтер на шалтер. Истовремено се изготвуваат и големи инфраструктурни проекти, изградба и обнова на здравствени установи, дигитализација која ќе спречи злоупотребите и овозможи секој пациент да има евиденција, услуга и пристап до систем. Шумарство и водостопанство. Го предлагам господин Албрин Ходжа за заменик министер. Земјоделството не е само економска гранка, тоа е начин на живот. Тоа се семејства, села и иднина. Тоа се нашите полиња, нашата храна, нашата безбедност. И за жал и во оваа област беше запоставена со години. Земјоделството конечно добие системска рамка и визија за иднината. Штувани пратеници, овие две номинации не се изолирани одлуки, тие се дел од еден важен процес на освежување, на напредување, на поставување нови стандарди. Што никога не се исполни. Токму затоа нашата обврска е поголема.